Јас сум Лео и сакам да студирам бизнис со фокус во маркетинг некаде во странство, односно поконкретно Америка. Јас сум Љубен, сакам да студирам генетски инженеринг и сакам да студирам најверојатно во Америка, но исто така ми се допаѓа и студирањето во Холандија. Јас сум Лука и мојот сон е да студирам физика во Велика Британија, но исто така ги разгледувам опциите како другите западноевропски држави и секако Америка. Сакаат да студираат во Македонија, но се одлучиле за странство. Зошто? Имаат објаснување, издржано критикуваат и конструктивно предлагаат. Главно зад мојот избор стои тоа што мислам дека за мојата специфична гранка, односно маркетингот, Америка е точно местото каде што гледам најголем просперитет за нејзе и многу голем број од факултетите таму нудат специјализација во тоа како што не се нуди можеби тука или во нашите пошироки балкански простори. Јас мојот избор за студирање на странство главно го основам на можноста за практична работа и имплементација на моето знаење. Сметам дека тука имаме многу учење на теоретското, но многу мала пракса и тоа главно се должи на недоволно финансирање на нашите факултети тука од Министерството и од други организации, па затоа би сакал да одам некаде каде што ќе можам да се стекнам и со практично знаење, кое е исто така и толку битно. Главно мојот избор за странство е заснован на тоа што во мојот дел во кој што сум заинтересиран специфично во физиката, тука немаме многу големи опции и самата знаење, самите студии се фокусираат повеќе на теорија отколку пракса, ни фалат многу лаборатории и истражувачки центри, каде што и понатаму сам да продолжам мојата кариера, па затоа и се одлучив за странство, бидејќи мислам дека таму едноставно програмата нуди повеќе, поопширна, попрактична програма со помалку теорија и да стекнам се поголемо знаење за да можам понатаму да продолжам во успешна кариера. Покрај тоа што кажавте за практичната имплементација на знаењето, мислам дека и голем удел тука во одлуката за студии во странство има и тоа што многу голем број од овие успешни и престижни факултети го гледаат еден ученик како целосна конституција на човек со сето тоа што направил, со сите негови интереси, со сите негови амбиции и цели наспрема како само збир од бројки кој што често е случајот тука. Мене исто така ми се допаѓа идејата за студии во странство поради причината што на овие факултети не си многу ограничен на одредено поле и доста е лесно да можеш да се адаптираш и на пример промислување на твојата одлука за што ќе студираш, но исто така и ако не се предомислиш можеш да земаш различни предмети во многу други области со што ќе се стигнеш со едно образование од повеќе области и на крајот ќе станеш на еден начин еден пообразован и подобар човек. Да реплицирам кон Љубен тоа што го напомена, мислам дека клучен момент во образованието во странство е моментот на подржување на секој интерес на ученикот и сметам дека нашите факултети го имаат главното недостаток каде што се преокупираат околу едно поле, те форсираат кон некои правци кои што се многу сконцентрирани и не ти дозволува да истражуваш, па затоа мислам дека и многу студенти не ги завршуваат нивните студии овдека, поради тоа што тој материјал е преобемен или пак нема доволно пракса и фали истражување. Затоа во странство има опции да комбинираш повеќе предмети и да си ги истражуваш сите инспирации и идеи и да пробуваш да имплементираш нешто ново. Можеби нешто што факултетите тука треба да размислат за како гледаат на работите е тоа што странските универзитети, односно овие престижни кои што ги избориме, имаат умисла дека ученикот кој што ќе заврши кај нив ќе ја представува таа институција до крајот на својот живот, односно дека прават модел на какви луѓе сакаат да бидат оние кои што завршиле на тој универзитет и кога има таков модел за успех како целокупни личности, мислам дека многу е мала шансата да не успее и напротив не турка кон напредок. Да, јас ќе се надоврсам на Лео. Главната причина за зошто мислам дека ова е така е поради мотивацијата на кадарот. Прво, во странство сметам дека самите професори можат да работат посвојствено со помала група на ученици, бидејќи имаат повеќе средства за да има повеќе кадар, но исто така и кадарот е на еден начин помотивиран да работи, бидејќи има помала фокус група.
Да продолжам таму каде што Љубен застана, нели? Моментот што нас мислам дека не кочи во образовниот процес на високото образование специфично е таа пренатрупаност студенти и нееднакви критериуми, односно факултетите во околина во провинцијата во Македонија имаат значително пониски критериуми и сите амбициозни студенти од другите градови се целат да се запишат на факултетите во Скопје, најчесто нели на УКИМ, и поради тоа професорите се пренатрупани студенти, нема доволна мотивација поради тоа што како професор е една од најниско платените професии кај нас, што е корен проблемот. И сметам дека за да се промени тоа треба да се направат две клучни промени, односно да се посвети повеќе финансиски средства за да се мотивираат професорите, односно да им се овозможат подобри услови за предавање, каде што нема да предаваат на 60 студенти во амфитеатрот, туку ќе може да се посветат на поинклузивна група од некаде 10 до 15 студенти, да ги запознаат како личности со цел да ги изнесат од факултетот како интелектуално возвишени поединци кои ќе представуваат институцијата, како што рече Лео. И другиот момент е тоа што Скопје представува едно место каде што наместо да ги задржи студентите тука, представува можеби некоја си откочна даска за студии во странство и го губиме поголемиот дел од нашата работна сила и од интелектуалните луѓе кои што би ја напредувале оваа држава. Јас сакам да се надоврзам и да додадам една причина за зошто мислам дека всушност го имаме и овој проблем. Тоа е поради тоа што кај нас образованието на еден начин е доста партизирано, политички партизирано. Еве да земаме за конкретен пример објектот кој се гради за Финки при УКИМ, нели е престана да се гради од кога се случи промената на влада, а тој објект представува одличен ресурс и одлично место за просперитивните студенти од Финки да си го надградат своето знаење, но поради таа политичка ривалност тој не се гради. И главно сметам дека помеѓу партиите и општо помеѓу сите институции во нашата земја треба да се работи многу поколаборативно со една замислена цел, поквалитетно образование и само така може да стигнеме до него. Дефинитивно се согласувам со оваа поента и околу таа корумпираност и партизација на системот, тоа е мислам евидентно во нашето високо образование. За пример може да го земеме економскиот факултет каде што степен на корумпираност на професорите е огромна, тоа го знаеме по многу различни истории приказни од студенти кои што искусиле одредена нееднаквост во однос на нивниот курикулум и образовен процес. Мислам дека тоа треба доколку се исфрли, може да задржиме многу студенти во нашата држава кои што нели ќе работат во нашата држава и на тој начин ќе туркаат нашата држава кон подобра иднина. Ова би можело реално да се разреши со тоа што ќе имаме, освен поголема мотивираност на професорите, исто така и на самите студенти. Сепак има обиди од Министерството моментално да се случи тоа, дали се преку стипендирање на студентите или преку, не знам, воведување на некои програми како што се бесплатни оброци и така натаму, но главно сметам дека многу ефективно би било некоја можеби програма во која студентите ќе имаат можност практично да работат во одредена фирма во нивното поле, дали можеби ќе имаат практична можност да прават некои истражувања како што кажа ти и така натаму. Со ова тие прво ќе се здобиат со практично знаење, но исто така тие ќе станат на еден начин и помотивирани. Сметам дека треба дефинитивно да се фокусираат на стипендирање, бидејќи знаеме дека финансиската состојба на некои студенти не е доволно добра за да може да се обезбедат студии, на тој начин се мотивираат. Многу и може да прераснат во индивиди кои што ќе подобрат нашето општество. Но сметам дека нешто што им недостасува во тие реформи кои што ги воведуваат во високото образование е главно идејата да се поврзат самите високообразовни институции, сите факултети и универзитети со повеќе фирми со цел додека на самиот процес на студирање да почнат да стекнуваат одредено практично знаење за да имаат перцепција што ќе работат во едината со тој факултет. Моделот со пракси и со партнерство со големите компании или организации е дефинитивно еден што треба да се следи, поради тоа што си има на секое поле и секаде каде што е имплементиран си има покажано како многу успешен, особено бидејќи дава вистинска слика за каков е животот понатаму, односно живот кој што тој факултет има цел да не спреми, да не образова за да можеме да го подоцна да го живееме и да се снаоѓаме во него.
после дипломирање во странство, јас лично навистина би сакал да се вратам овдека и да направам некаква промена со знаењата кои што ги имам стекнато и со вештините и со искуството кое што го имам, кое што би го имал стекнато по завршување на факултетот, бидејќи првично сум човек што ја сака својата татковина, го сака местото од каде што дошол, средината и луѓето тука и навистина би ме исполнило доколку со моите можности направам нешто за утре некој да има подобар живот и подобро секојдневие колку што сум имал јас да кажам, иако тоа не мора да значи дека било и лошо во моето време. Јас лично немам премногу размислено на оваа тема, бидејќи после додипломските планирам да одам на постдипломски студии, па после ќе видам, но сметам дека најверојатно одма не би се вратил поради проста причина што мојата професија што сакам да ја работам својствено тука уште не е доволно развиена и би работел во други одредени услови, дури јас не ги стекнам уште поголемо знаење практично во оваа професија, па дури отпосле би можел да се вратам кога ќе се направат услови или може би виднина сам да ги направам. Навистина би сакал да издействувам некоја промена тука во нашето општество, но сметам дека за тоа што јас сум определен специфично, нема многу можности моментално да се напредува, па затоа мојот личен избор околу оваа тематика е да го стекнам и да го исцрпам знаењето кое што го нуди, кое што го нудат овие западноевропски институции со цел да придобиам најмногу што можам, да стекнам одредено искуство во кариерата во тоа поле, па понатаму размислувам, не сум се уште одлучен, кога ќе стекнам одредено ниво на експертиза во тоа што го работам, да се вратам овдека и да го забрзам, односно да го започнам тој процес на отварање на најразлични истражувачки центри, бидејќи навистина сметам дека тоа е нешто што ќе води државата напред и што е клучен дел од успехот на една држава и една успешна држава која што сака Македонија да стане. Овие млади се убедени дека имаат силни аргументи за нивниот избор, но убедени се дека се толку силни и желбите на државата да смени многу работи. Чекаме резултати.